civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Да не се разбереме погрешно, но ми се чини дека има премногу сличности во два типа на однесување во текот на овие вонредни околности, во текот на овие денови кога се справуваме со коронавирусот во нашата земја. Од една страна гледаме неодговорни, несовесни граѓанки и граѓани кои дури го промовираат тоа свое однесување кое е прилично ризично на социјалните мрежи, во комуникацијата со луѓето, едноставно велат дека никој ништо не им може, ниту коронавирусот, а ниту властите не носат маски, се однесуваат крајно ризично, ризично по себе, ризично по своите блиски и ризично по сите оние кои ги знаат или не ги знаат, а со кои имаат некаков контакт во текот на секојдневието, во текот на комуникациите, на улиците, на работното место, во продавниците и на други места. Тие едноставно се крајно неодговорни кон мерките, ги негираат мерките, го негираат постоењето на коронавирусот. Многу често тоа се истите тие кои се противат против 5G, 5G технологијата и се склони кон тоа да веруваат, но и да ги дистрибуираат наоколу митовите, лажните вести за коронавирусот, дека е измислица на големите сили, дека е направен од човек и така натаму и така натаму. Од друга страна гледаме едно крајно неодговорно однесување на дел од техничките министри во владата и на партијата од каде што доаѓаат. Погледнете го само однесувањето на техничкиот министер за внатрешни работи, кој во ниеден момент не го видовме дека постапува соодветно на мерките за заштита од ширењето на коронавирусот. Не постапи во струга кога имаше верска процесија, не постапи во низа други околности во кои мораше да постапи, ниту пак дава одредени насоки, директиви и инструкции на службениците на Министерството за внатрешни работи да се однесуваат соодветно на мерките. Неговото однесување, меѓутоа и однесувањето на партијата од каде што доаѓа, однесувањето на неговиот партиски шеф, како и на низа други, изгледа многу слично, односно е дел од тоа ризично однесување кое ги отфрла мерките и наштетува на процесот на заздравување, здравствено заздравување на нашата земја во поглед на коронавирусот. Ова што го гледаме изгледа како практично едни на други да влијаат или можеби партијата има некаков план да промовира ризично однесување само за да постигне најмалку две цели. Едната е одложување на изборите, а другата е да го намали значењето на тоа што техничката влада, во која се наоѓаат и тие самите, за тоа што таа техничка влада прави за да може да се справи со коронавирусот во овие тешки околности, тешки времења за сите нас.